Реактивирање на локалните економски и социјални совети со вклучување на невладини организации во која аплицира организацијата Гласен текстилец беше една од целните активности на вториот ден од четвртата текстилијада во Штип. Присутните во големата општинска сала развија дискусии за повеќе сегменти кои ги тангираат локалните политики. На дебатата помеѓу представниците на синдикатот, образованието, сопствениците на текстилните фирми, локалната самоуправа како и високиот представник на Меѓународната организација на трудот, Емил Крстановски, се слушнаа конкретни предлози и решенија за детектирање на локалните проблеми кои со години се соочуваат во штипското стопанство, особено носечката текстилна дејност. Нема доволна координација помеѓу националната стратегија на државата и локалните реални потреби, констатираа представниците од Битола, Гостивар, Тетово и Струга. Секој од овие градови поактивно делува во насока на реактивирање на локалниот економски развој, за разлика од нив Штип заостана во дијагностицирањето на конкретните приоритетни локални потреби. Споменатите општини во последните години за реален приказ на состојбата и активност во која се помага и невладената организација, синдикатот и државата, како и општинската администрација, имале пракси да се издвојуваат средства од локалните буџети. Дали Штип конечно ќе се реактивира во овој сегмент и ќе изнајде правилен начин да ги лоцира приоритетните проблеми за решавање, што ќе значи и полесен живот на граѓаните? Дали ќе се издвојат локално буџетски средства за дијагноза на најактуелните проблеми во градот? Според веде градоначалникот и не е толку значајно, бидејќи поголем проблем бил во вистинското заживување на дијалогот помеѓу сопствениците на текстилните фирми, синдикатот и се пообесправените работници. Поголемиот проблем е како да го активираме овој локално економско социјален совет да работи на на проблематика која што се одесува на неговите надлежности. И во таа смисла ќе правиме напори да го активираме, односно да ги членовите кои што се избрани во рамки на овој совет да се обидеме да ги мотивираме за малку по-ажурно вршење на нивните функции, а делот на издвојување на финансиски средства мислиме дека е најмал проблем во една ваква ситуација. Значи, она што престои пред нас е во наредниот период да успееме да го реализираме она што веќе на хартија ставено во списан на акционен план, меѓутоа во делот на реализацијата веќе поприлично се касни. Во рамките на четвртата текстилијада утре ќе биде откриено уметничкото дело на вајарот Андреј Митевски, а на дебатата за работничките права за време на корона се очекува да присуствува како почестен гостин господинот Стево Пендаровски, претседател на Република Северна Македонија. Директни одговори за работничките права и нивна доследна имплементација ќе се бара од Министерката за труд и социјална политика, госпоѓа Јагода Шахпаска.